Оваа професија е многу важна и мене би е многу драго што ја имам могуćност да ги образовам кандидатите за возење на кола, пошто то е као за општа култура многу добро, Ја прво ги учам кандидатите да према кола не треба да се понашат као со човек, пошто колата треба да ја сакаш и пошто она има гепек и то. Исто така ги саветуем да купуват поволна кола само уколку е нова и то. Да првиот час ја обично на кандидатите ги обучавам дека има 3 педали, тоа е квачило, куплук и газ, и да кога се трга со возилото, обично треба да се отпушта лагано левата нога да спетка на десната и да тоа треба да се даде жбигавец и да се убаци у прва и со реквизиторот се гледа кога постепено се трга да се уклучи у саобраќај, али за тоа захтева повише пракса и заради тоа би се биде кандидатите многу захвални, заради тоа што сум многу добар и би викаат фала и би викаат фала. Пошто има кандидати со различита нарав, од мене се бара да бидам многу стрплив, што ја у остало би сум многу стрплив. Еве да пример, ќе ви дадам еден пример, кај што имаше еден кандидат кој што не сакаше да ја вади колата од гаража додека не помине 2000 километри. И јас со врло тактичен начин успеав да го убедам дека може да ја вади колата и со 1000 километри од гаража, бидејќи сега се тоа многу модерни аута и тоа е савремена технологија и мислам савремена технологија и то. Иначе да мене што ми останато усеќање нарочито то беше една женска особа, што ми останато усеќање и еднашка така док ја обучавав, бие да летавме да кружен ток и док ја така нешто бев се зачитал некоја штампа и то баш тамо пишеше за ова бракот што бил у Брисел со значајното за просторот за нашата улога у регионот и дигам глава и гледам да сме уште се налазиме у кругчето и кандидатката би вика дека да осталите учесници што се у саобраќајот и бегаме по 2 круга. У таа ситуација јас се стајдов на тој начин што искочив од колата, му придов на знакот за кружен тек на саобраќај и со убави читливи слова одоздола допишав де подукачко од 15 минути. Дека за оваа психологија треба да си голем психолог, јас ќе го наведам и следечиот пример. Тоа е примерот кога у една прилика јас со една кандидатка и ода се бучеше да паркира и ода се бучи да паркира, ја као до незе седам, боже, сум незаинтересовано и ода се бучи и после до време вика ете готово, ја паркирав колата и ја као вака дзирнав кроз прозор, гледам и викам, па добре, до тротоарот може би да идеме и пешки. И за тоа, ја у оваа прилика би сакал да им кажам да у садашницата, да сите гледачи, да уколку дајдат слободно место за паркирање, одма да купат кола. K15!